Почитувани гледачи, добар ден и добродојавте во новото издание на емисијата Супер Звезда. Во овој серијал на емисии кои што ги правиме оваа година, ќе имаме можност да се дружиме со прекрасни луѓе кои што работат прекрасни, убави и интересни професии. На тој начин се надевам дека ќе успееме на оние дечиња кои што ни гледаат да им помогнеме при нивното идно насочување со оглед на тоа што секој сака еден ден да си ја работи онаа работа во животот која што вистински искрено и од се срце ќе си ја сака. Така и во оваа емисија имаме еден специјален гостин, а за кого станува збор ќе откриеме за неколку минути. Во меѓувреме бидете тука, се враќаме за кратко. Почитувани гледачи, добар ден и добродојавте во новото издание на емисијата Супер Звезда. Како што кажавме, во оваа сезона ќе се запознаваме со интересни луѓе кои работат убави, благородни и прекрасни професии. И еве, впрочем, може да ја видите моја денешна гостинка е познатата виолинистка Ана Кондратенко. Ана, добре ми дојде во Супер Звезда, како си? Здраво, Варко, фала ти многу за покана, добро ве најдов. Одлично сум, еве пролетно летно расположени, да се сунчеме малку на сонце и така. Денеска имаме прекрасен гостин на ова прекрасно време и ќе си поразговараме за една многу убава, прекрасна, интересна професија. Впрочем, Ана, вие работите како виолинист, така ли? Така. Јас сум виолинист, веќе од моите 5 години. Тоа значи многу години назад. А од пред неколку години станав концертмајстор на филхармонија. Тоа значи прва виолина во оркестар. Тоа значи човек што помага малку помеѓу соработка, помеѓу диригент и оркестар. Така, многу дечиња во својот живот го бараат патот по кој што треба да проложи понатаму и да одберат една професија со која што би се занимавале понатаму. Како што кажавте, вие од 5 години се дружите со виолината, точно? Така е. Виолината малку е потежок музички инструмент и затоа најубаво да се почне негде од кај 4 години до кај 8. Тоа е најубава возраст за почнување виолина и кога имаш љубов према музика, према конкретно овој инструмент, не ти е тешко, а иначе виолина, бидејќи најнеприроден инструмент, не седиме како клавиристи со вака раце или дувачи со дувачките инструменти вака раце, све ни е некако неприродно. И немаме обележување за ноти, за висина на ноти, затоа мора и да се тренира освен раце, треба да се тренира и слух. Така што малку комплицирана виолина, ама од тоа не станува понеубава. Тоа е прекрасен инструмент и кога имаш љубов према тој инструмент, не ти е ништо тешко. Многу ми навелат дека виолината е еден од најтешките инструменти, еве како што и вие кажавте. Сега треба да се вежба, значи и слухот, да може да се отсвири секоја нота онака како што е, за разлика од гитарата. Еве да поедноставиме, која има прагови, виолината ги нема. Секој прст треба да се постави точно на одредена точка да го добиеме звукот. Малку погоре или малку подоле, не излегува онака како што сакаме. По колку часа вие вежбавте виолина кога почнавте? Само да кажам дека освен виолина, такви инструменти има уште 4, виола, виолончело и контрабас. Ама тие се малку пошироки и малку ми се чини малку полесно да се снаоѓа пак со нотите отколку виолина. Таму се пак секое не помрднување, туку делом од милиметар менја нота, така што треба и како што кажав, тренирање и на слух. Кога почнуваме само да вежбаме, не треба многу. Значи, во најважниот дел од почеток на виолина на учење тоа да не се замрази тој инструмент, затоа што е дур да стигнеш да отсвириш некоја песничка на виолина, ти треба неколку часа. А кога ќе седнеш на клавир, одма све звучи, или харфа ќе земеш, ќе отсвириш, све звучи. Виолина не е така што треба многу трпление. А понатаму се вежба спрема подготвеност на детето или тежина на програма, за која пригода се спремаш, дали за концерт, дали за испит, дали за аудиција и така натаму. Така што нормално кога почнуваме само да свириме виолинче, не треба повеќе од 15-20 минути на ден. Ама колку што стануваме постари и повеќе знаеме да свириме виолина, ќе треба да се зголемува и работи во ден. Вие секојдневно си вежбате денеска и покрај тоа што работите и одите на работа? Па тоа мојата работа е вежбање во принцип, така што ако рачунаме сати и поминати со виолина во рака, да, не помалку од 8 сати на ден.
Ама вежбање за мене како вежбање зависи колку имам слободно време од работа. Јас ви благодарам за овој воведен разговор. Предлагам да направиме една кратка пауза, а во разговорот со вас ќе се вратиме за неколку минути. Почитувани гледачи, бидете тука. За оние кои малку подоцна се вклучија денеска, почитувани гледачи, имам специјален гостин, познатата виолинистка Ана Кондраденко е мој специјален гостин во Супер Звезда. Разговараме малку повеќе за нејзината работа и за инструментот виолина, кој кажавме дека е еден од најтешките, но можеби најубавите инструменти. Еве за сите оние дечиња кои што сакаат некогаш во животот да свират или сонуваат еден ден да постанат виолинисти, Ана е тука да ни помогне и да ни каже нешто повеќе околу тоа. Ана, ќе започнам од еве сега во овој втор дел на нашиот разговор од прашањето како беше твојот прв час и кој беше твојот професор? Се сеќаваш ли на тие времиња? Малку ми беше така поинтересен пат до мојата прва професорка и прв час, бидејќи малку беше неочекувано од страна на моите родители, бидејќи мојот поголемиот брат прво се занимаваше со виолина и неговата учителка кажуваше дека е многу талентиран и дека треба да продолжи, иако во мојата фамилија нема музичари и тоа што почна брат ми да се занимава со виолина, сите се изненадеа. И после на негови 12 години, јас кога имав 4, тој се заинтересира за компјутери и мораше да се откаже према една струка и отиде повеќе во компјутерски, води, така во програмерски. Таа учителка толку беше криво дека учителката по виолина на брат ми толку беше крива што брат ми се откажа, што вика, дај да пробаме со сестра. Чим брат е толку талентиран, дајте да пробаме со сестра. Мора да има нешто тука, сигурно има некои таленти таа. Па да, и отприлика така беше, ама прекрасен човек таа. Уште, фала Богу, жива и здрава и уште воспитува многу малечки таленти во мојот роден град Новосибирск во Русија. Но на тоа ладното време уште растат големи таленти, посебно виолински. Зошто го велам тоа? Затоа што е многу важен прв учител. Прв учител кој што треба да се, како мојата учителка, да ја воспита таа љубов према виолина, да ја научи на работна дисциплина, навика, што дека иако е убав инструмент и весело е све да се доаѓа на час и све за петки за све буквално добива, што застанав правилно петка. Земав гудалце во раце петка, земав виолина во раце петка, така што нормално мене ми беше секоја од првите часови секој пат е празник да се оди. Ама покрај тоа полека ненаметливо се воведува дисциплина и тачно се знае колку се работи, како се работи, дека не смее да се доаѓа ненавежбан на следниот час. И тоа првиот педагог што ќе те наведе во светот на музика, во светот прекрасен свет на уметност, ама со навика исто така и за вежбање, за работа. Јас сакам сега еве да кажеме, да откриеме и за родителите и за дечињата колку е важна работата, но колку е важен и талентот. Дали е потребен талент за оваа работа за свирење виолина? Апсолутно, значи во успехот кон, па не само виолинист, кон секој, веројатно секоја и струка, мислам дека треба 3 главни состојки. Може 3-4. Прва состојка е желба на детето. Тоа е една од најважните. Педагог, првиот, и понатамо, нормално педагог, родители, кои што поддржуваат, разбират, помагаат. Понекогаш има страшни таленти со неразбрани родители. Страшни таленти со погрешен педагог. Страшен талент, ама не сака да свири. И тоа се случува. Значи, што значи талент по мене? По мене талент е да има слух, иако вика дека може да се воспита тој слух, ама малку е потешко. Талент е да имаш од почеток слух, чувство на ритам и ќе кажат музикалност. Музикалност за мене е тоа харизма. Кога излегува на било кој на сцена дома, на маса, и дете во привлекува внимание, задржува внимание, има шарм на сцена, тоа е харизма. И тоа е тој третиот дел од талент, а талент е дел од таа коцката за успех.
Комплицира, ама Многу убаво интересно. Навистина го објаснивте. Колку време се поминува вака со виолината додека се дојде вака да може да се настапи, да се направи еден прв концерт, кажавте веќе на 5 години започнавте. Првата песничка, односно првата вежба треба неколку часа да се поминат, односно многу сати вежбање. Кога човек станува веќе подготвен убаво да ја свири виолината? И тој многу е тежок поем, многу е комплициран поем, убаво да свири виолина. Значи, и многу деца, и јас во тој број, прв концерт одржа во првата година на вежбање. Тоа е наједноставни песнички, ама за да има сатисфакција од цела година работа, зашто работам, треба да се излезе на сцена. Ја памтам прв мојот настап на сцена, кога дојдов со татко ми, а татко ми не беше толку упатен во вежбањето со мене, беше повеќе мајка ми. И дојде татко ми, бидејќи мајка ми не можеше, и знаеше дека ја треба да излезам на сцена да отсвирам песничка. Мојот педагог седеше во публика. Све е спремно, навежбано, наштимано, излегувам на сцена, свирам песничка. И каде убаво било тоа. А многу голема сала памтам беше тоа. Многу имаше луѓе и убаво. И се вртам на мојата пианистка и викам, таа песничка која што уште ја знаев, брзо бара таа, јас почнав да свирам, таа ми паќе. Се поклонив и викам, пак убаво, ај трета песничка. И тука дотрча професорката моја, односно педагог, ме зема за рака, ме изнесе од сцена. Така што мојот прв настав беше со малку интересна случка, што не кев да излезам од сцена. Браво, Ана, се надам дека многу мина дечиња. Вака ќе им вроди желба да продолжат да го работат оно што ти денеска го работиш. На вистина, твоите спомени можам да кажам дека се прекрасни. И вака мене ме враќаш вака во убавите времиња кога јас почнав исто на времето да вежбам и да свирам клавир, така да ти благодарам и за овој дел од нашиот разговор. Сега е момент да направиме една кратка пауза, а со мојот денешен гостин, почитувани гледачи, се враќаме во програма за неколку минути. Бидете тука, правиме пауза. Се враќаме во разговор со мојот денешен гостин, почитувани гледачи, за некој малку се вклучија. Денеска мој специјален ексклузивен гостин Ана Кондратенко, која што е еден од најпознатите виолинисти овде кај нас. Инаку, како што кажавме, Ана, ти во Македонија ни дојде од Русија, така ли? Така, од ладна Сибир, иако е Сибир исто голем простор, кај што има и многу ладно места, а има и многу топло. Например, во мојот роден град Новосибирск знае во лето да биде плюс 30, 35, 40, а и во зима минус 30, 35, 40. Нема да биде лошо еднаш кога направиме една емисија и тамо, да ги запознаеме нашите дечиња и гледачите. Каква убавина е тоа тамо, сепак без разлика што е ладно, тоа се огромни пространства, невидена, убавена, голема и недопрена природа, така ли? Уживаш кога одиш дома? Ептено живам, искрено ми фали, ама бидејќи мојата фамилија е тука, така што јас понекогаш ми фаќа носталгија, ама не се давам. Така, да, тие имаа несреќа да те изгубат, ние имаме среќа што те добивме одека, така да нема да се секираш, многу ќе те чуваме. Да си не жива и здрава. Сега да продолжиме. Еве да кажеме каде работиш ти денес? Јас работам во Македонска филхармонија. Тоа е голем оркестар со 80 луѓе, над 80 луѓе вработени. Тоа значи на сцена не собера околу 80 моите колеги, сите заедно музицираме и создаваме прекрасни концерти и прекрасна музика. Така, кажете ми сега, значи Ана, вие работите во филхармонија, освен како виолинист и како што? Не, јас сум како само виолинист кој што се вика концертмајстор. Концертмајстор многу не знаат што е тоа. Тој човек што кога ќе видите на оркестар од сала, тој што седи од лева страна на диригент и понекогаш ќе видите дека диригент се поздравува и солисти се поздравуваат со баш со тој човек, не со сите, само со тој. Зошто? Затоа што тој човек е одговорен за цела работа на оркестар. Припреми за нас конкретно за гудечки инструменти кои што свират со гудала, се викат штрихови, тоа треба да се спреми. Ако има евентуални проблеми во комуникација помеѓу оркестар и диригент, јас тука стојам на располагање и сите прашања што се однесуваат на уметнички дел на оркестар е мојата надлежност.
во комуникација со диригент. Значи, освен тоа што имате уметничка работа, имате и работа на полето на менаџментот, организација, така? Да, некои детали има и од менаџмент. Ана, уживате ли во вашата работа? Апсолутно, тоа е кога имав јас само 8 години, прв пат седнав во голем симфониски оркестар во Америка. Така, судбина ме однесе до Америка и бевме таму околу 100 млади музичари заедно собрани за на 2 недели во летен камп и секогаш кога го запамтам тоа чувството на заедништво, на заедничко музицирање, на тој звук на голем оркестар, се залюбив како што се залюбуват од прв поглед. Јас се залюбив во поим оркестар од прв звук, кога се грмна цел оркестар одеднаш од 100 луѓе, разбрав дека јас сакам да го работам тоа. И фала Богу, Господ ме чуваше и ме донесе тука да го работам истото. Предпоставувам што ќе биде вашиот одговор, но сепак дозволете да ве прашам, на кого повторно би се родила? Која професија овој пат сега би ја одбрала? Тоа е тешко прашање. Нормално од оваа гледна точка пак ќе станав виолинист, пак ќе одбрав истиот пат, ама зависи во кој време ќе се родев и каде ќе се родев и така натаму. Така, ајде сега, имате ли еве вака некоја порака до сите оние родители кои што не гледаат и имаат дечиња за кои што сонуваат, можеби дека сакаат да станат доктори, правници, економисти или слично, а нивите дечиња велат дека сакаат да свират виолина. Имате ли некоја порака до нив? Мојата порака е отприлика тоа што јас се трудам да правам со моите деца, да се види зашто најмногу љубов има детето, према која работа, према која професија. Затоа што ако се работи професија цел живот кој што не ја сакате, тоа е мачење. А ако работат професија што ја сакат, тоа никогаш нема да работат. Секогаш ќе уживат. Ја, например, сега не работам. Јас уживам. На работа уживам, понатаму на снимање уживам, дома си уживам, јас не работам во смисол на работа, во негативен смисол на работа. Така што јас со моите деца, например, и препорачувам на сите родители да се види што најмногу сака детето. Во денешното време е малку потешко со деца, затоа што има многу можности. Има отворен интернет со многу можности за празно губење време, така што и детето тешко да одлучи што сака. Тие кои што родители кои што видат дека имаат огромна желба и љубов према музика, мора да се пружи шанса. Може и нема да продолжи, може ќе се откаже самото. Ама барам првите чекори, првите 2-3 години да биде поддржан од родител, за да види дали го бива. Дали само желба има или стварно го бива, има талент, има сите можности за тоа. А сега малку полесно е отколку во наше време да стана со набавка на инструмент. Порано многу тешко беше да се набави малечка виолина, малечко чело, малечки понатаму инструменти. Сега е многу полесно со развој на фабрики во Кина, кои што произведуваат многу добри, а ефтини инструменти и во секакви величини. Во овој поглед стана многу полесно. Сега пак треба да се уклопат тие коцките што реков пред малку, за да успее вистински детето, ама да се преужи шанса мора. Или во случај обратно, ако сака детето, например нашето дете на музичари, да сака некој да проба природно научно некоја дисциплина. Мора и таму да се преужи шанса, да се види дали стварно го бива, дали стварно го сака, да се пружи шанса мора, а понатаму ќе видите. Важно е љубов. Ана, благодарам. И за крај сакам уште, која е сега вашата порака до сите оние дечиња кои сакаат да свират виолиниста или оние кои веќе почнале до нашите млади виолинисти? Мојата порака е пак се однесува на љубов. Љубов, ако имаш љубов према инструмент, нема да ти биде тешко да поменеш колку и треба сати за да се доби тој резултат кој што го посакуваш, а со денешното пак време, ќе кажам, со интернет, со YouTube, се слуша како треба да изгледа тоа. И многу лесно да можеш да дојдеш до снимките како би требало да звучи тоа што, например, свириш во моментот. И дечиња да отворат уши, да отворат очи, да отворат срца за инструмент, за педагог, за родители и да има љубов према инструмент, тогаш ќе има и дисциплина, тогаш ќе има и резултати.
Ана, ти благодарам што беше мој денешен гостин. Се надевам дека сите дечиња денеска кои што не гледа, примија една убава и прекрасна порака. Да ве поздравам, почитувани гледачи, за крај. Уште еднаш се заблагодарам на мојот денешен гостин, Ана Кондратенко, која што е не само прекрасен виолинист, туку и прекрасна личност. Ана, ти благодарам за твоето гостување и за времето кое што го одвои. Задоволство беше и убав муабет. Се надевам дека што повеќе дечиња и родители ќе го примат, ќе ја примат таа пораката и тај малка трошка на љубов и спокој во овие неспокојни денови. Срце си ти благодарам, фала многу. А вие, почитувани гледачи, останете ми живи, здрави, весели и срекни. Нашата емисија Супер звезда, новото издание е за 7 дена од сега, а до тогаш слушајте ги мама, тато, бидете живи, здрави и гледате Супер звезда. Чао, пријатно и до гледање. Чао, чао, чао.